Arheologija je teren na koji kad i da se kopne će se naide na antički ili srednjovekovni ostatoci. Mnogo od ovih lokaliteti, manastiri i crkvi i do danes не се испитани. Причините за тоа секако не се само во финансиските тешкоти, туку и во недостигот на соодветен стручен кадар. Затоа, во 1973 година на Филозофскиот факултет во Скопје се формира катедрата Историја на уметност со археологија, а незината прва генерација е пред нас. За што ќе се определите вие во идниот позив? Дали за историчар на уметност или за археолог? На ова прашање не можам да дадам конечен, дефинитивен одговор, заради тоа што никој од нас и покрај желбите и покрај личното определување за одредени материи не знаат на какво работно место утре ќе дојдат и не може да бидат сигурни. Па според тоа и јас, макар да археологијата ми лежи повеќе, да речам така, сум имал повеќе време да ја посветам, некако ми поблиска. А зашто ви е поблиска баш археологијата, а не историјата на уметноста? Па може би повеќе интерес, повеќе слободно време и повеќе можности до сега. Па најверојатно да ќе се определите за археолога. Зашто? Zato jer na osnovu dosadašnjih predavanja koje su nam preneli naši profesori, posebno me se interesuje arheologija. Професор Коцо, оваа година вие се простувате од оваа катедра и од студентите. Колку години работите како професор на овој факултет? На овој факултет јас сум од 1946 година, односно од денот на отварањето на првиот факултет на Скопскиот универзитет. Значи работам од 46 до ова 77 година. Во октомври ова година јас ќе одам во пензија, ќе се простам од моите колеги и од моите студенти. Чувствувам голема радост што го напуштам овој факултет како изграден факултет, кој што беше матичен факултет на повеќе факултети на нашиот универзитет. Одам радостен заради тоа што во мојата катедра сега работат 8 наставници, од кои се 7 професори и 1 асистент. Поголем дел од тие наставници се мои ученици. Голема радост е за еден наставник да оди во пензија, кога зад себе остава еден сериозен научен кадар, што ќе ја продолжи научната и педагошката работа. Значи, вие сте врската меѓу старата и оваа генерација. Дали има некоја разлика во начинот на изведувањето на наставата и во спремноста на студентите пред испитите? Јас би рекол дека постои разлика. Кога јас ги подготвував студентите, бев сам. Тие студенти израснаа во научни, сериозни работници. Сега работи една цела екипа од реномирани научници и се разбира дека работата е и поуспешна и поквалитетна. Вие сте еден од иницијаторите за повторното формирање на оваа катедра. Зошто дури после 26 години ја имаме оваа генерација на историчари на уметноста и археолози и кои беа причините што ве наведоа да се ангажирате за нејзиното повторно отворање? Групата Историја на уметноста се затвори неколку години по нејзиното отварање, од причини кои што беа оправдани за тоа време. Имаше многу студенти и се поставуваше прашање по дипломирањето каде ќе бидат тие вработени. Меѓутоа, кога еден определен број стручњаци, а веќе дојде во една по-возрасна старост, некој надмина и 40 години, се постави прашање за нов подмладок, за стручен и научен кадар, и јас зедов иницијатива, а одговорните фактори од власта таа иницијатива ја прихватија и се формира преди 4 години група Историја на уметноста со археологија, заради тоа, како што е познато,
Нашата земја е богата, не само Македонија, туку цела Југославија, не само со уметнички творби, туку и со археолошки локалитети, кои што откриват нови вистини за историјата на нашиот народ, на народите и народностите на Југославија и воопшто за сите народи што минувале низ Југославија, низ Балканот, од Европа кон Азија и од Азија кон Европа, од север кон југ, од исток кон запад. Затоа сметам дека ова група ќе одговори на одредени задачи што ги поставува општеството, што ги бара науката, што ги бара животот. Како шеф на ова научно-студијска група, можете ли да ми кажете колку студенти завршуваат во оваа прва генерација? Во школската 1973-74 година беа запишани 86 редовни студенти и 22 вонредни. За овие години само двајца досега дипломираа, наесен очекуваме уште еден, а прва група ќе биде готова дори во февруари идната година. Така што до јуни идна година очекуваме околу 15 до 20 дипломирани стручњаци. Тоа е горе приближно околу 20% од вкупно запишаниот број на студенти првата година. Какви се можностите за нивното вклучување, вработување низ нашите научни институции од овој вид? Дали Републиката чувствува недостиг за ваков кадар? Ете, и ово прашање е значајно, интересно. Се чувствува секако потреба од ваков вид стручњаци. Повеќе области од општествениот живот кај нас треба да се збогатат со стручњаците од овој вид. Во средствата за јавно информирање, во културните редакции, како освежување во уметничкиот живот, како критичари уметноста и на крајот во институциите од областа на споменичкото наследство, во музеите, галериите, заводите за заштита на спомениците на културата. Јас сум од Охрид. А што мислите, дали Охрид има потреба од ваков вид на кадар? Видите, нашата група се обнови понова после 26 години и јас сметам и нормално е да има потреба од таков кадар. Наставата на оваа катедра е повеќе практична, односно теренска. Какви се можностите за ваквото изведување и на какви се тешкоти наидувавте при поцелосното запознавање на студентите со средновековната уметност на нашите народи? За било кој предмет од историјата на уметноста да се работи, секој незин дел всушност се изучува пред се, како на сите факултети, така и кај нас, преку теоретската настава. Но сосема е друго прашањето, колку е пригодно за студентите оваа настава, изучувањето на историјата на уметноста, да се комбинира, таа теоретска настава да се комбинира и со теренската или практичната, тоест апликативната, како што денес во реформските зафати на универзитетот ја споменуваат. А тоа значи еден посовремен пристап за посеопфатно надополнување на оваа настава со теоретската, со практичната, тоест апликативната. Самите околности што во овој предмет се изучува историјата на уметноста на југословенските народи и народности, се наметнува и потребата, а и можноста за реализирање на теренската настава, со која всушност посеопфатно би се надополнуване сознанијата на студентите од оваа област. Од тука напорите на
нашата катедра и на факултетот во целина сосема оправдано се насочени кон воведувањето на теренската настава како составен дел на практичната. Се разбира дека воведувањето на теренската настава се однесува исклучиво само за оние предмети кај кои таа е најнеопходна. А во случајот за изучувањето на историјата на уметноста на југословенските народи и народности, оваа теренска настава е не само неопходна, туку таа може и најлесно да се реализира. Познато е дека во сите републики и покрајни на нашата земја постојат немал број споменици уметнички дела, меѓу кои што некои од нив завземаат најугледно место во општите истории на уметноста. Ова настава која допрва се воведува во наставните програми на факултетот, во општите реформски зафати на универзитетот, секако ќе даде позитивни резултати и ќе овозможи едно мощне поефикасно оспособување на нашите студенти за како идни наши стручни и научни кадри на Републиката. А на какви се тешкоти наидувавте за време на студиите и припремањето на испитите? Една од најголемите тешкоти представува литературата што ни ја препорачуваат на нашиот факултет, затоа што поголем дел од книгите што се препорачани се напишани на странски јазик, а незнаењето на тие јазици ни представува голема тешкотија. И друго би било материјалот кој го вработуваме, особено од периодот од 19-тиот век на уметноста на нашите народи, на Југославија и народности. Тој период се уште не е доволно обработен, не се напишани доволно книги за тоа и тоа ни е исто така голема тешкотија, што мораме да ги следиме предавањата, да фаќаме белешки и да се ослонуваме само на нив. Познато е присуството на странските археолози и студенти, поточно американските низ нашите локалитети, како што е, например, Стоби. Дали тоа значи дека ние немаме доволен број на стручњаци за да им се довери една ваква деликатна работа? Ово прашање е интересно, за нас многу актуелно и сложно. Соработката со страни партнери, тука конкретно со американските, оценета е во нашата политика како позитивно, како корисно. Тоа се однесува и за археолошките истражувања кај нас. Имено станува збор за Стоби. Меѓутоа, тука имаме ние некои други моменти. Американските стручњаци и студентите нивни настапуваат во организациона смисла многу поорганизирано, потпомогнати од одделни наши луѓе и организации, а нашите студенти немаат речиси никаква шанса во таа смисла. Тука факултетот не може многу да учини за нив. Очекуваме помош на пошироко општество, поголемо разбирање, да можеме овие млади кадри во кои заедницата вложува сепак знатни средства, да го најдат своето место, да го одолжат долгот на заедницата што е инвестиран во нив и денес утре да ја афирмират нашата наука. Спомнатите недостатоци, односно неравноправната улога во партнерството на Стоби се одразува и пред се во конечниот резултат во издавачката дејност. Имено американските автори издават 8 монографии за наодите и објектите од Стоби, а нашата страна е спремна да издаде само една монографија.
Дали нашите средновековни споменици се доволно презентирани пред нашата и пред странската јавност? Odgovor na ovo prašanje može da bude dosta relativen. S ogled prvo na faktot što vo site republiki materijal od istorijata na umetnost je možne različno proučen. Isto taka ovaj materijal različno je proučuvan i za odelnite periodi. Така, например, ако во некоја република средновековниот период е далеко попознат, во другите републики останалите периоди се помалку испитани. И обратно се разбира. Но суштествено е да се додаде во овој поглед и тоа дека историјата на уметноста како наука во некои републики има една подолга традиција, додека во други републики таа е мощне млада научна дисциплина. Македонија, например, го бележи својот развој на ова научна дисциплина од ослободувањето наваму. А тоа значи дека изминати се само 30 години. И тешко е за сега да се оценуваат резултатите во овој домен на науката од Македонија. Но, во секој случај, едно е доста јасно. Тоа е дека резултатите од странските испитувачи, кои што од поодамна ги афирмирале нашите споменици на културата, денес со нови сознанија, со нови попродлабочени проучувања, пред се од домашните југословенски проучувачи, стануваат се побледи, па би се рекло дури нереални. Во овој поглед би требало се каже дека резултатите на странските испитувачи се од таков карактер што нив би можели да ги третираме исклучиво само како гости проучувачи. И во овој случај иднината, лично ја гледам, во домашните историчари на уметноста кои знаат попродлабочено да навлезат во оваа материја и да ја создаваат сопствената историја на уметноста. Од тука, пред филозофскиот факултет во целина, со катедрата по историја на уметност, со вработениот наставен кадар, секако се поставува една мощна, важна и сериозна задача за што поефикасно оспособување на студентите, тоест на идниот, млад, стручен и научен кадар, како историчари на уметноста во Републиката. Зошто се определивте за оваа група на студии? Уште како млада имав афинитет кон хуманитарните науки, особено кон историјата на уметност. Дали наидовте на некои тешкоти при обезбедувањето на соодветен научно-стручен кадар за оваа катедра? Одговорот на ова ваше прашање би можел да биде сумиран на следниот начин. Повторното отворање на новата студиска група не исправи пред крупни и јако очекувани проблеми, меѓусебно развојно поврзани. Беше потребно најнапред перспективно да ги согледаме сите идни задачи на студентите и во таквите рамки да ги оформиме нивните образовни задачи, нивната образовна физиономија, а потоа да ги составиме плановите, да ги формираме, да ги вообличиме плановите и врз основа на сите овие компоненти да избереме нови наставници научно квалифицирани. Нам ни беа пред очи задачите што стоја пред студентите, пред идните историчари на уметност, односно нивните задачи да истражуваат, да испитуваат и да објавуваат се она што е вредно во уметноста и во археологијата, и врз основа на ова ние ги формулиравме основните премиси на нашите наставни планови, во кои што ги вклучивме не само
предметите од општата историја на уметноста и од археологијата, туку и предмети навидум споредни, кои што во сушност беа вонредно важни и неопходни за збогатувањето на стручното знаење на идните студенти. По сета ова обавена работа, ние се погриживме да изнајдеме и да избереме соодветни научно квалифицирани наставници за да изведуваат наставата. Денес веќе наставата е застапена на сите 4 години и ја изведуваат редовниот професор академикот